1 мај, празникот на работничките и работниците, и оваа година го одбележуваме во посебна состојба заради условите што ги наметна пандемијата. Освен здравието на луѓето, кризата се закани да ги загрози илјадници работни места. Токму затоа, на прво место на економските приоритети на владата, уште од почетокот на пандемијата, беше македонскиот работник. Обезбедивме поддршка за да се зачуваат илјадници работни места, за илјадници вредни работници редовно да земаат плата и да однесат приход во своето семејство. Работните места на прво место. Тоа беше главната цел на првите состаноци со економските тимови кога почна пандемијата. И задоволен сум што оваа наша цел немаше многу противници. Напротив, преку заеднички консултации и со фирмите, и со синдикатите, успеавме да ги задржиме работните ангажмани на многу наши граѓани и со тоа да ја држиме економијата жива и динамична. Со тоа уште еднаш се докаже дека работниците се движечката сила на економијата и на развојот на нашето општество. И покрај ударот од глобалната ковид криза, платите продолжија да растат и ќе растат понатаму. За неполни 4 години минималната плата ја донесовме од 9.000 до над 15.000 денари. Тоа е повеќе од 6.000 денари месечно по лице или 72.000 денари повеќе за секој работник годишно. И ќе расте. Платите особено порасна во здравството, образованието, но и во армијата, во полицијата и во социјалниот сектор. А со субвенциите за придонеси на фирмите, околу 200.000 вработени во реалниот сектор добија поголеми плати. Историската неправда кон стечајните работници се реши за околу 12.000 лица, кои добиваат месечен надоместок од 8.000 денари до нивното пензионирање. Економско-социјалниот совет е отворен дури и за оние синдикати кои не се репрезентативни. И со сите нив, во името на правата и грижата за работниците, го креираме новиот текст на предлогот закон за работни односи. И конечно, недела ќе биде неработен ден. Почитувани граѓани, работнички и работници, економијата ни е стабилна. Кризата ја поминавме без поголеми потреси и конечно излегуваме од неа. Затоа сте најзаслужни токму вие и вашиот труд. Бидете горди поради тоа и знаете дека државата е тука секогаш за вас. Затоа што оваа држава ја разбира и цени работничката мака. Нека е честит 1 мај, Меѓународниот ден на трудот. Нека е за многу години.